Северна и Јужна Кореја ги започна своите први официјални разговори за повеќе од 2 години. При тоа двете страни изразија оптимизам во врска со предлогот спортисти на Северна Кореја и покрај тензиите да можат да учествуваат на зимските олимписки игри од 9 до 15 идниот месец во Јужна Кореја. Независно од тесната, првенствено спортска агенда, состанокот внимателно го следат светските лидери кои се желни за какви било знаци на намалување на тензиите на Корејскиот полуостров, поради зголемените стравувања околу развојот на нуклеарното оружје на Северна Кореја и спротивставувањето на резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации. Затоа Сеул предложи и меѓукорејски воени разговори, како и повторно обединување на членови на семејствата за време на празнувањето на лунарната новогодишна прослава во февруари. Северна Кореја влезе во разговорите со сериозен и искрен став, рече Ри Син Квон, председател на Комитетот на Северна Кореја за мирно повторно обединување на татковината. 그래서 우리 북남 당국이 진지한 입장, 성실한 자세로 이번 회담을 잘해서 이번 고위급 회담을 주시하면서 큰 기대를 걸고 있는 온 교회에게 새해 첫 선물. Голем оптимизам изрази и неговиот колега министерот за обединување на Јужна Кореја Чо Мун Дион. 저희가 이제 오랜 남북 관계 단절 속에서 이 회담이 시작됐습니다만 오늘 첫 걸음이 시작의 반이다 하는 그런 마음으로 의지와 끈기를 갖고 저희가 회담을 풀어나갔으면 좋겠다 하는 그런 생각이고요. Петмина високи функционери од секоја страна се состанаа во трикратната куќа на мирот на јужнокорејската страна од селото Панмунџом. Тоа всушност е граница меѓу двете земји кои никогаш се немаат признаено меѓу себе и кои натаму практично се во војна. Последните преговори на истото место бе одржани во 2015 година и траеле 44 часови без прекин. До новото затоплување на односите дојде откако севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун на 1 јануари ја најави можноста за учество на севернокорејски спортисти на зимските олимписки игри во Јужна Кореја.